Ја колку се сеќам на една пресконференција на премиер, новинарите свртија грб и не Не беа новинарите, беа снимателите. Медиумските работници. Заради тепањето на Љубовчевски, Игор Љубовчевски. И тоа мислам дека сите граѓани го поздравија. Не на Групчин, туку на Патарината кај сите граѓани. Снимателите во позадина се ги знаат. Снимателите, за поздрав, така. Снимателите ги симнаа камерите, не новинарите. Да, не се лажеме во тој дел. Ама не, граѓаните го поздравија. Да. Не бе граѓани да го поздравија, тоа сакам така. Поентата ми е таа. И не е прв функционер кој одбива да даде одговор. Има често функционери кои па ќе кажат не тоа тема. Не. Значи новинарите си ги има своите. Можеби вие малце треба да ги така прочистите и расчистите редовите, затоа што новинар не значи само дека ти сакаш да бидеш, треба и да бидеш новинар. Не, друга ми е поентата. Не сам да те прашам нешто. Ти си уредник на една телевизија. Добро. Од 2006 до 2010. Те ставаме председател на Сдружение на новинари на Македонија. Од 2006 до 2010 минимум 12 милиони евра ти се влезени во телевизијата. Од страна на владата на така наречениот режим на Груевски. Ти си уредникот. Стануваш председател на ЗНМ, викаш дека е корумпирано новинарството, ама ти што си главен и одговорен уредник. Луѓето не разбираат што е главен и одговорен уредник. Јас што ќе му кажам на Видиновски, тоа ќе биде. Мислам са... Да разберам, борите. Јас сум главниот, така, ако... Да. Тоест, вие сте затоа си главен и уредник. Затоа си главен, нели? Да. И наеднаш, соодветен инфлуенсер, пред извесен период, објавува дека твојата сопруга направила договор од 100.000 евра за да биде водител во емисија, да речеме, тоест не да речеме, во МРТВ. И наместо да се јавуваш по лидери на опозиција и да плачеш, треба да го објавиш договорот и да кажеш не е точно. Вики инфлуенсерот ми е голем другар, се вика Боби Илиевски. Пази, само седнуваш на столчето. Емисијата ти се вика приказна. И ти иде договор. Ти се вика приказна. Значи камерманите, реализаторите, све ова е на телевизијата, така? Светла, мајстори, сценографи, 100.000 евра. Са кој е корумпиран? Груевски или ти? Види, за Сега те прашувам. Не, бе, ќе ти кажам. Вака другарски са, бидејќи не само да ја објасниме на јавноста, со господинот Муслиев се знаеме 3 декади другарство. Види право вака. Сега за финансирањето на медиумите јас сум имал свој став и за време на Груевски, и за време на Заев, и јас сум. Сега збориме за МРТВ. Да. Значи тоа нема врска со приватните медиуми. Дали ја има некои шарети дека сум корумпиран ако тоа се случи? Да. Сопругата твоја. Значи не стана збор за Алберт Муслиев, стана збор за председателот на Сдружение на новинари Владен Чадиковски. Неговата сопруга се вика Вики Чадиковска. Кај нас прво мешаат некои непотизмот го мешаат со трговија со влијание. Тоа се вика трговија со влијание, ако влијае. Одговори додеме на други темите. Значи тоа Јас се извинувам, беше морално ова. Ова за неодговарањето. Значи е неприфатливо. И секој шеф на било кој функционер треба да реагира на неспремност на функционер да одговори на прашање на новинар. Ако е рамките на нормалното. И јас сум со медиумите долго време, нели, комуницирам, и јас знам и кога новинар ми поставува сугестивно прашање. Во смисла на таа старата, дали дома знаат дека не си многу паметен. Тоа е сугестивно прашање. Ти ми го сугерираш одговорот, јас знам да ги избегнат вие. Него на прашање на новинар во врска со тема која е од областа на работењето. Значи он мора да одговори. Ако не одговори, треба да има последици, тие последици треба да ги инициира неговиот шеф. Не викам да се сменат луѓето. Нит па е владата шеф на говернерот, ама парламентот е. И може би треба да го задолжи да одговара на прашање од новинари. Дали во развини демократи за вакви работи се поднесува? Види, сега ја пратам америчката политика. Добро. Колку год да се има перцепција дека президентот Трамп не ги сака некои медиуми, он одговори на прашање им дава.
начин на кој тоа го прави, можеби не е карактеристичен на други политичари, но не остава некој на кој не му одговара на прашање, затоа што тоа е негова јавна обврска и нема тука денес сакам ова да ти одговорам, утре сакам другото. Значи он мора да го одговори и апелирам сите тоа да го прават. Нема тука избор. Ако не можеш да се бавиш со медиуми, ангажирај некој пиар кој ќе ти биде гласноговорник, он тоа нека го прави. Не сите политичари нарочито министри или директори имаат капацитет. Не, само да го кажам, ова ја ги разбирам. Не секој од нив има природен дар да комуницира со медиуми. Некој може би добар директор, ама не е добар во јавни настапи. Ама нека ангажира. Али да добиеш одговор ти као новинар дека не ти одговарам или прашај дома, прашај го уредникот е неозбилно и неприфатливо. Не е неозбилно. Тоа е директна закана. Толку. Добро. Мислам дека ви одговорив директно. Ви благодарам. Секако, и двајцата кажавте неколку пати дека имате добри комуникации и со новинарите и со дел од политичките елити. Сакам да кажам дека генерално знаете што се случува во државата, кои се односите. Многу интересната темата што се отвори пред околу една недела, Петре Шелегов ја отвори околу неговото обвинување дека актуелното раководство на СДСМ има преќутен договор со ВМРО ДПМН, практично народски кажано да не прават да многу брави да не таласа, дека не се истечат некои рокови. Дали сте слушнали вие за таков евентуален договор? Поред информациите што ги имате сега? Добро, ти знаеш дека прилично подолг период не сум бил тука. Добро. И сум на ставот и сум бил порано на ставот дека само да ви кажам нека што подалеку кога се дат работи малку пообјективно може да се друго сакам да ти кажам. Не мислам дека е јавна тема внатре партиските односи на одредени политичари. Ако Шилегов кој е проминентна фигура на СДСМ, значи бил градоначалник на Скопје, подпредседател нели бил на СДСМ. Има портпарол беше на времето. Да, има забелешки околу работата на СДСМ. Друго ќе беше СДСМ да беше во влада, можевме да ја коментираме и натрешната структура. Он има право тоа кај членовите да го направи и сите членови на СДСМ може да реагираат позитивно или негативно на тоа и евентуално да го сменат раководството. Тоа е мојот став. Ние као општество за да имаме збор во внатрешните превирања треба да се учлениме и низ тие канали. Дали е возможно? Све кај нас е возможно. Ние сме гледале разноразни, не само да го кажам, ние сме гледале разноразни комбинаторики од последните 15 години, каде што соработувале, па биле на телефон, сме имале разни чудни иницијативи за формирање на влада, така да по мене све е возможно, ма не можам да кажам дека тоа е случај, затоа што реално немате информации дали точно, не би ве изненадило ако е тоа така. Во Македонија ништо не би ме изненадило. Ја го гледам албанскиот политички блок, имате толку трансфери. Разговараме за кратко и за него. Да, така да све е можно. Благодарам. Што се однесе до господин Шилегов, значи зборам за јас и за моите повозрасни другари. Бевме до 2013 година во Социјалдемократскиот сојуз, кога се одвоивме, затоа што мислевме поинаку од раководството на СДС. Ние Петре Шилегов не го видовме тамо. Петре Шилегов е од Лига за демократија, па после тоа беше секој гејче ВМРО-вче, па наеднаш го носи посебна личност во СДС и така натаму. Да не именуваме. Не знам дека е лично. Добро. Значи, Зоран Ова те провоцирам за да го кажеш како... Нема, значи. Да, окей. Значи, Зоран Заев го промовира, го ставаат портпарол, па го ставаат градоначалник. Ја не му се заканов на Зоран Заев дека кога ќе дојдам, дека нема да ја помине патарината на Велес, затоа што бил, да не кажем со навредувачки зборови. И во последниве 2,5 месеци не сум бил кај Венко Филипче да испијам литро одредена текучина и да му кажам, види сега ти нема биеш лидер, ја ќе бидам лидер. Така да, господин Шилегов, сега, еве, ако е толку мангуп, нека си направи собствена партија, го направи градоначалник на Скопје, има што да му кажат. Ние колку и јас и да не ги сакам СДС, заради одредена причина за општина Карпаш, сепак имам да ги почитувам за друга работа. Петре Шилегов е најмалку за почит. И он не е фактор од оваа држава, за да се занимаваме ние медиумски со него. Слободно, господин Петре Шилегов,
сакаш, прај си партија, прај си здружение на граѓани, што и да направиш, нека ти е со среќа. Ние си направивме наша партија. Вакви, такви, онакви, нас не викаат громовци, си пееме една песна, како беше не може нам никој ништа. Добро. Тие сме си, колку и да сме. Двајца, тројца. Повод за Он нека каже. Јасно, благодарам. Повод за прашањето беше изјавата на Петри Шелегов. Меѓутоа, причината е заради тоа што подолго време се зборува дека се формира платформа на така наречени поранешни вишоки разочарани функционери во СДС. Пред една недела беше и господинот Цацевски тука, кој што исто така нели поднесе оставка на партиските функции и беше на став дека актуелното раководство треба да се замени. И сега прашањето ме е колку навистина се формира таа платформа и дали има навистина капацитет да направи промени во раководството на партијата. Вака да ви кажам. Јас и господинот Муслив сме учествувале во формирање на партии и знаеме како тоа оди. Кога ќе отидеш од Скопје... Само кажи многу одамна. Многу одамна веќе. Кога ќе отидеш од Скопје во Тетово и да собереш 30 луѓе, ти треба платиш 30 кафиња. Да ги видам јунациве кој од нив ќе се фати за джеп. Они се научени на готовс. Не може на готовс. Тоа ви е исто како овие медиумскиве аналитичари кои кажуваат: "Аве, тој направи телевизија." Дојде бе, фати се, дој извади 10 милиони евра, направи телевизијава, па да те видам што ќе правиш. Па треба да плаќаш месечно плата, па да купуваш авторски права, па осветлувањево, па грејењево, па возилата, па бензинот. Дојди. Од такви, значи Македонија мора да се ослободи од такви личности. А во ред, бидете си критичари, бидете си аналитичари, тоа е ваша работа. Меѓутоа, немој да кажувате нешто за кое што не сте спремни. Ова, значи, мојот драг нероден татко Стефче Кионски и го има кажано на една господја која што сакаше да биде лидер на политичка партија. И вика: "Абе, кога ќе отидеш у Битола, треба да отидеш до тамо со бензинот. И после тамо, треба да платиш ручек, треба да платиш пијачка, треба да платиш све и плюс да платиш канцеларија и да се вратиш назад." Па немам такви пари. Како се нафаќаш да бидеш лидер? Затоа што ти нешто си најпаметна? Може би имаат пари се до тоа да го финансираат. Ако да ги видиме, баш ме интересира од кај им се парите. И тогаш доаѓаме до втората позиција. А од кај ви се парите? Не, имаме една меѓупозиција. Друго е да имаш, и друго е да имаш. Тоа заврши у 9. Друго е да имаш, друго е да си спремен да ставиш рака у џеп и да ги извадиш парите. Знаете како? Јас вака да ви кажам за да се малце за хумористично. Они имаат анаконди во џебот. Разбираш, се фати, оп! Нема, не сакаат да дадат пари, а сакаат само да зимаат. Тоа ви е исто како Александар Вучич кој му одговори на Мишковиќ. Овој го прави тоа Београд на води и вика: "Мишковиќ сака само да земе, а ја доаѓам и носам пари." Истиот мовет. Види, Со извинение да не го... Кај нас има една подолга, како да ти кажам, историја на луѓе кои мислат дека се entitled, значи дека имаат право на нешто. Значи, може би политичкото обкружување им го дава тоа право. Значи, некој така од нигде ништо ќе стане министер, ќе стане директор, сме имале заменици премиери, некој многу рано у кариера тоа го направиле и ќе заврши тој мандат и после не знае што да прави со себе. Затоа на Запад има логика. Значи, треба да поминеш некои категории, па да станеш функционер, па да станеш врвен функционер, па главен функционер и така натаму, затоа што не размислуваат многу за денот после. Им е атрактивно. Проблемот што повеќето од нив, кога ќе заврши тој ден, па после мислат дека општеството е должно да продолжи со некои бенефиции. Не е должно. Секој треба да биде, и ако бил 5 дена на функција, треба да биде благодарен дека ова општество му дало прилика да се покаже и да се докаже во таа работа која ја прави. Кај нас тоа за жал не е дел од политичката култура, а и многу граѓани кои од други интереси мислат дека може да имаат придобивка, ќе се врзат за такви граѓани и ќе ги следат. Добро, кога зборувавме околу новинарските слободи и јавно искажани од збор, имаме интересен развој на станите што се случува во моментот, апропо вашата изјава.
уредникот на емисијата што току ме извести дека се јавила на него претпоставувам Вики Чадиковска, сопругата на Младен Чадиковски, се закани дека ќе го туши Канал 5 и Новинарот во случајов јас, затоа што Гостинот Грозданов ширил клевети. Не реков дека ширам клевети, јас кажав дека не демантираше. Вие сте ширеле клевети, така што ви имаме закана од тужба, претпоставувам дека секој кога новинар ќе некој ќе каже ако е како што е дословно напишано од јавно кажувам дека ја прифаќам тужбата, јас кажав јасно и недвосмислено. Боби Елиевски напиша дека сте имале толкав и толкав договор на МРТВ прек како инфлуенсер. Господјата иначе си има јавено и кај председателот на опозицијата. Дали може на одговорност да биде повикан со тужба новинар заради тоа што ја мислам за став на гостин во емисија во Тоа е живо? мој личен став и господјата Чадиковска слободно нека ме тужи. Ама кој ќе ме тужи, тогаш ќе отидеме толку далеку за кое што она не е спремна. Слободно да ме тужи, ќе би го оставам матичниот број да го кажете кај мене. Добро. Еве да и кажам совршено и без проблем. Да, тоа е мој личен ова став. информацијата што сега ја добив, дословно ја нема проблем. читам. Слободно нека ме тужи да видам за што ќе ме истужи. Добро, добре, навикнати сме и како новинари да Прво закани како не е срам. Прво јас да ја фатам кај работи. Да ја кажам што промовира. Какво зло промовира у Македонија? Да ја немам информација за тие работи, се оградувам уште еднаш јавно од сите изнесени Вие стави. немате ништо со затоа што таа работа. не знам точно што говорите. Јас би се извинувам на вас, му се извинувам на господинот Мирчевски, на господинот Стоменов. Тужбата кај мене. Нека дојде. Да не се изненади. Добро, зборувавме ајде и за околу владење во Толку се мора. Ајде партијеве да ги партијеве да ги довршиме. Што се случува во албанскиот политички блок? Многу имаше галама се крена околу враќањето на Артан Груби назад во земјава. Од Влен кажува дека тој ќе му го зададел последниот удар на Али Ахмети. Дали некој во ДУИ се чувствува загрозен од враќањето на малце оваа тема, да речеме, што пред месец дена, меѓутоа, како аналитичар кој што добро ги познава таму состојбите, за тоа ве прашувам. Ја не знам зошто во ДУИ некој би бил загрижен, можеби ако има некоја незаконска активност, можеби некој може да биде загрозен, не знам зошто во ДУИ и зошто би биле толку позитивно настроени од Влен. Значи, тој чин на враќање имаше јавна реакција, немаше само кај членовите на политичките партии, имаше и поздравување и резерви како целата таа процедура заврши, нели, со куќен притвор, а имаше како да ти кажем среќа или позитивни ставови од луѓе кои го поздравија тоа што се случи, се врати и беше притворен. Така да кај нас политичките партии се трудат секоја работа да искористат за политички бенефит. Влен е во влада и одговорна за функционирање на владата, ДУИ и фронтот се во опозиција, треба да се сработат својата работа као дел од опозиција, а Артан Груби е дел од правосудниот систем. И секој треба да сноси својата одговорност или евентуално да се гордее на сработеното. Не знам зашто тоа би било. Има други работи кои се, како да кажам, побитни кај албанските политички партии, сите овие цепкања, па трансфери, па преформулирање на политичките лидерства. Јасно е дека Влен мора да помине на фаза на институционално консолидирање на повеќе партии кои треба да се институционализираат во една партија, за да можат да му опонираат на ДУИ кој на изборите доби повеќе гласови. Не е тоа баш толку лесно да се направи, па тогаш се и личните суети, па политичарите се луѓе кои имаат амбиции да бидат секогаш први, не е тоа. Мора да признаеш дека Артан Груби ги помина границите на нормално однесување политичко. Не, биде, јас сум бил и тогаш против провокативно однесување. Не зборувам за тоа. Не само провокативно, и агресивно однесување. Не, не зборувам за тоа. Значи, вакви случаеви во нашето правосудство не е прв пат да имаме. Види, агресивно однесување и повторно, значи, пак ги револтира граѓаните, значи, без разлика, не збориме македонци или албанци или, не знам, турци и така натаму. Он се враќа во ред, тоа е најверојатно договор. Зашто се врати?
и така натаму, меѓутоа он учествуваше и пак се вратиме на почетокот на емисијата. Кога кажав, Александар Николовски во соодветна емисија кажа дека договорот со Бехтел и Енка е класифициран. Ама добро, тоа го знаевме и од порано. Не е тоа. Ама он е директен учесник. И сега не може да го избегнеме. Класифициране. Ако Македонија сака да го декласифицира, треба и Бехтел да го треба и вие да го. Ама да ти кажам, не е баш толку голем, толку нова новост. Тоа сме го знаеле дека треба од двете страни, да. Мора да знаеме што се случило, да не заборавиме. Значи треба и овие другиве да го декласифицираат, тие викат не сакаме. Точно. И ништо од тоа. Кој беше раководител на целата таа приказна? Артан Груби. Кој се однесуваше насилнички во многу процеси? Ама сега ти го анализираш Артан Груби. Ја ти викам дека неговото враќање имаше голем број на луѓе го поздравија затоа што се врати, затоа што можеше да не биде тука. И што знае цело време каде е? Па се предпоставуваше. Јас сум предпоставувал, не сум знаел. Се знаеше каде? Не, искрено не сум знаел, сум предпоставувал. Каде? Неки си искочите Ана Баз, си знаат они точно каде. Нека кажат се, ба се. Са не сум ја... Добро, може имате... Не, втора работа. Скандалозни информации бите дали е подобра ситуација? Не, точно се знаеше каде. Дали е подобра ситуација што е тука или кога не беше? Подобра е што е тука. Тоа сакам. Ама добро, еве. Али не е тоа политички материјал да се препукува. Дали излезе директорот на истражниот затвор Скопје, кој што сите го познаваат го шутка, вика, ја ќе го заштитам повеќе отколку што е дома. Значи, он се договорил. Значи, преговарал, се договарал, па тука најверојатно има меѓународни проследници, па чекај, па да го заштитиме и така. Да збориме за изборот на владата 60-60. Он е директно вмешан таму. Не, друга бе, не е поета. Као беше тој Барам Реджепи? Не, пратеникот што случајно отиде... Кастриот. Кастриот Реджепи, кој што отиде да кречи дома. Значи, тоа е негово дело. Во ред. И сето тоа резултираше со огромен револт, и тој револт нанесе штета на една политичка партија, зборам од македонскиот кампус, а донесе придобивка на друга политичка партија. Види, по моја логика и некогаш се го користе и као штит за некои работи. Не може у една влада еден човек крив за се. Значи, вака да кажем нешто поштено. Кога даде изјава дека он ќе се договара со кинезите за Huawei, јас му барав телефон да му кажам, ти трни со таа приказна, затоа што американците, Доналд Трамп у тоа време кажа, нема со кинезите никакви... Не само Доналд Трамп. Цела Америка, Соединените американски држави, кажа, нема шанси со кинезите, нити еден предавател да донесеш. Јас тоа зборам од искуствено прашање. После тоа се повлече следниот ден. Во ред. Меѓутоа, сам да кажам, ама ти не свати ја што ти кажам. Значи, не е тој случај политичка тема, тоа сакам да ти кажам. Сите... Да, тоа не може да биде тема. Непотребно. Најважна тема имаат бенефит за граѓаните во рте случаи економската ситуација е како тема која што е најважна, меѓутоа и владењето на правото во однос на економска ситуација имаме енергетска криза и претпоставките се дека ќе се продлабочува, ќе видиме како ќе се движат работите, меѓутоа имаме и нов јавен обвинител државен, очекувате дека ќе се поместат работите во однос на борбата криминалот и корупцијата, бидејќи сега се е променето и можеме да одиме напред. Прво чувствувам дека морам да кажам. Прво, тој е земјак мој. Добро. Океј, и го знам човекот од почетоците на кариерата и се согласувам со сите тие кои велат дека е стручен. Мислам, пошто го знам, го немам видено сигурно одамна, не го знам дека немал дамка во својата кариера од првиот ден кога влегол во обвинителството и се надевам дека со тие негови принципи ќе продолжи и на таа функција. Затоа што е многу битна. Види, ако зборуваме за владење на правото, мислам дека најголемиот дефект кај нас и нешто што не кочи овие 35 години баш тоа владење на правото. Се надевам дека владата ќе му ги овозможи сите потребни ресурси и нормално да го консолидира и судството, затоа што обвинителите има одредена работа што може да ја направат, другото зависи и од судството. И за оваа држава да почне реално да функционира, треба тој сектор да се консолидира, каде што има сериозно голем број на професионалци. Него, за жал, политичарите долг период, и не ова од
вчера, ова е од 90-та година, сакале малце преку разни инструменти кои ги имале, нарешто преку финансиите, да влијаат врз правосудството и тоа да не ја сработи работата. Затоа што, знаеш што е проблемот? Ако ние немаме сериозно независно правосудство, политичарите нема од кого да се плашат. И ќе продолжат со некои лоши табијати од минатото. И тоа е проблемот. Ако еден политичар знае дека иако е корумпиран и ако украде, ќе се труди да украде што поќе, за да може целиот систем да го изменаџира. Го споменавте крадењето, зборуваме за крадење на државни пари. И сега најпластично да го објасниме тоа, ние сите тука работиме, а заработуваме определена сума на пари, дел од таа сума на пари ја плаќаме за нашата држава да имаме школство, да се развива Македонија. Значи нашиот труд и нашите пари ги даваме на државата да управува со тие пари, за да ни се развива сопствената држава. Се уште има и имало, претпоставувам и дека ќе има политичари кои што тие пари по иксимилон начини буквално ги крадат. Значи, тоа што е мое, а го давам за Македонија да се развива, тие го крадат. Дали се согласувате дека на тој начин тие практично работат против сонот за современа, модерна и просперитетна држава Македонија? Така, дали тие може да ги третираме како предавници на македонскиот сон? Апсолутно. Значи не може вие... Од таа перспектива да ги гледаме работите. Да. Значи не може вие... Прво, многумина доаѓаат случајно на функции. Сосема случајно. Ај, нешто си интересен во јавноста, ај са дојди. Значи, јас затоа ви кажав, 3 декади се познаваме со Алберт и ние сме поминале сериозни обуки, сериозни сознавања, сериозни знаења сме добиле и ти кога одиш, викаш, ја не смеам да видам клептоман. Значи, мене не може да ме возбудува да одам во од најпростите работи. Каква ќе ми биде секретарката, кој ќе ми биде шофер, какво возило ќе ме вози, во кафана да платам на подпис, телефон, не знам си што. Тоа ги возбудува. Тоа е простотилукот во тој дел. Значи, ние имаме функционери кои што сакаме ги трнеме, а кои што ги разбираат работите. Еве вака са, значи, да објасниме ситуација. Значи, еден аналитичар, ретко кој аналитичар економски, кажува следново дека владата секоја чест, нели, го намали ДДВ-то на дизел горивото. Ама не се откаже од 10 денари кои што им се планирани во буџетот да влезат од дизел горивото. Среќа, има добра информација, па Макпетрол и Окта се откажа од нивните заработувачки, за да, а па 10 денари влегуваат од ДДВ-то во буџетот. И тоа никој не го кажува. Во ред, никој не кажува за субвенции каде ќе одиме, дали во јавниот превоз само да даеме субвенции. Тоа никој не го кажува. Значи, мора функционерите да научат дека не може само со научија нешто пиар, нарачани, мислам, ќе најдат некој вамо тамо, ретки се како Видиновски, мислам, ја да сум градоначалник на Скопје, сериозно би се замислил кој ќе почне видео да ми објавува, мислам, искрено го кажем ова, значи, никој не се нафаќа до крај да ги истера работите. Сега збориме поштено. И ја не можем да им го фатам крајот. Зошто, која ти е целта да дојдеш и да украдеш 1.000.000 денари? Зошто ти е тоа? Види, ако не се плаши, 5 милиона ќе окей. Или еве, например. Тоа е проблемот. А тука е што зборувавте за ако не се плашат од институциите. Види, не дека германски министер неќе да украде 150 милиона, се плаши дека ќе оди у затвор. Ја затоа неколку пати... Ама кој се краде? Од луѓето што треба еве на онкологија, пак фалат терапија. Немаме училишта како што треба, мислам, прво да дефинираме. Нашиот дел од Олку е прилично Олку што ни се зема. Не е тоа само за персонален, тука е социјално, здравствено и така натаму. Така да е прилично голем е делот. Друга ми е поентата, он краде од граѓаните, од никој друг. За жал некои граѓани викаат, добар он, апаши е, паметен. Се снајдат себе. Ама не е за ситата, ама не е за ситата. Не, апсолутно. Не е за ситата. Сакам да ти кажам, ако немаш... измислија приказни, види. Ја не паѓам од тие приказни. Може да ти кажам нешто. Ова е жива вистина.
НПО-ка. На мој Стефче му измислија дека се мешало јавни набавки. Јавните набавки ги правеше вујкото на моите две деца. Стефче водеше 1360 проекти, овој ги изврши 1360 набавки. Знаете зашо го гонеа човекот? Му ги трна банкарските, како се вика, гаранции и му викаат дека не ги побарал. Отидоа на обвинителство, покојниот судија му викаше признај си, овој нормално како кога не е крив и им падна делото. Не, И сега Стефче ти оди на црна листа на Америка. Не, друга. Не, мислам сега. Ние, ама гледај, ние измислуваме приказни сега. Види, овде Зашто да овде го и правим? политичките партии Ај сега да измислам ја приказна за однесуваат као обвинителства. Ово јукрат, види. И ја имам една тужба што тужам. 3 години не можам да стигнам до крај, да ти кажам. Ја тужам, не можам да стигнам до крај. Не знам како тие тужби се фасилитираат. Се фасилитираат. Но во секој случај, ако правосудството е независно, добро финансирано, ја затоа и кога им ги дигнаа платите за правосудството не се бунев, затоа што реално имаат нашите суди и обвинители имаат најниски плати у регионот. Не дека они имаат високи. Најниски плати. Најниски плати. Не е тоа голем број на луѓе каде што оваа држава, види боле оваа држава да одвои за тој сектор отколку да губиме милиони при кражби. Ја ти велам, ако нашите политичари се свесни, тоа не стигнам да го кажам. Ја затоа сум рекол треба да гласаме стане 51 америчка држава. Не само ради бенефициите, затоа што ќе ни се натовари на врати FBI, па ајде да видам кој министер ќе краде или кој директор. Знае дека таму нема овој ми е мајко, ова ми е мајко, овој татко. Така да, таа одговорност не почнува само од свеста на политичарите. Постои од можностите кои тие ги имаат, ако не се плашат од правосудството. Знам дека во Хрватска голем број на министри пред да објават некој голем тендер, прво се консултира со УСКОК. Затоа што таа институција го пикна у затвор. Ама и треба да биде, затоа што нема утка од такви. Види, во Албанија бе, специјалното обвинителство, заменици премиери, градоначалникот, значи најперспективната политичка фигура после Рама Ерион Велије, он е у притвор. Така да, ако нема институција од која се плашат, луѓето ќе крадат. И не тука, сегде. Ама и тие институции што гонат, треба да се имаат одговор. И тие треба да се плашат да обвиниш невин човек. Апсолутно се согласувам, затоа што кај нас некои работи се наместени погрешно. Разбираш, судиите треба да имаат можеби и учинок, не знам како тоа, сега не може да се правам експерт. Не може да се трајни ако не работат добро. Но ако работат, треба да се финансираат, да се поддржат. Колку год да се платат, они ова држава само бенефит ќе има од тоа. Затоа што многу пари губиме ние, затоа што не им се плашат. Разбираш, така тој целиот систем е поврзан. И според мене почнува од таму. И било која влада би ја охрабрил и оваа влада да се концентрира на тие институции. И ти велам, ова со обвинителството по мене, познавајќи го човекот, сега го знам долго време, и не сум го видел одамна, така да не е ова ад хок од денеска или утре, а ако продолжи со тие принципи што ги имал, ние бар у обвинителство нема да имаме некои керефеки што сме ги имале во минатото. Дај Боже да проработи како треба и да го поддржат како што треба, да го финансираат. Не може не обвинителство само да подигнеш ти обвинение. Треба истражни, има таму разноразни потреби од финансии и да се поддржат тие институции. Ти гарантирам дека ова држава тоа само бенефит ќе има. Нема да имаме загуби. Така да се надевам дека ова е еден добар чекор. Не видов и дека и опозицијата имаше сериозни. Како? Доаѓаме до крајот. Од последни информации што ги добив од колегата Мирчевски е дека господјата Чедиковска се заканува, најавила тужби кон телевизијата и кон мене како водител на емисијата. Ако новинарот добива тужби за јавно искажан збор во емисија во живот, тогаш до сега требаше по 2000 пријави сите да имавме. Јас кажувам јавно. Јас кажав, не кажавте вие ништо, вие само си премолчевте, како што и господинот Мустилов. И јавно се оградив 3 пати, бидејќи стварно не сум запознат со случајот. Вие не го знаете случајот, јас го знам. Нека слободно нека ме тужи, се викам Виктор Грозанов, ќе ви го оставам матичниот број, пратете го, нека ме тужи, адреса, фотокопија од лична карта. Нема потреба, значи господјата Чедиковска и препорачувам да не се заканува.
Ако не е вистина, значи како што му се јавувала на Венко Филипче, така ви се јавува сега на вас. Добро. Вие немате никаква допирна точка со таа работа. Да. А тоа дали она има допирна точка, тоа, значи јас си кажувам, Тоа пази ќе си го да расчистите. Тоа ќе си го расчистиме Вие, приватно. Ако бидеме тужени, ние ќе се видиме на суд, ќе пиеме кафе. Нема што да се гледате вие. Јас ќе дојдам ќе се извинам у ваше. Неќам на шала да ја свртам работата, меѓутоа нема на шала. За одја сакам да ви се заблагодарам за учеството во емисијата, меѓутоа во последно време многу Нема лесно. потреба да ме вознемируваат вас. Не, Боре. Не само вас и господин Не ме Мирчевски и вознемирува господин Стеменов. во последно Сега време. реално, ако јас сакам нешто да кажам, Повелете, ајде. малце ти се ограничени можностите ти да ме спречиш у момент. Ќе го кажам јас, ја нема. Можам Да, да се да, ограничам. да. Да, може да се ограничи. Можам да ви излучам Така микрофонот и можам да ве избркам. Значи ние така е, значи ние не дојдовме да злоупотребуваме Канал 5. Јас ние сакам дојдовме да кажам кажеме нешто вистина. за Само многу економската. кратко, бидејќи Не, сакам да. да кажам за економската криза, пошто со Ана која збора. Немаме време, ќе оставиме тоа за другиот пат. се Мислам извинувам, дека е да. битна. Како и да е, битна тема. битна ќе имаме време и ветувам дека ќе се видиме набрзо. Ако сум ве Пак- вознемирил, ви се извинувам најдлабоко и на вас. Не, и на ние тоа. сме навикнати, тоа сакав да кажам дека во последно време некако се зголеми овие закани Добро. и дрски односи спрема новинарите. Супер. Латентни или директни закани, меѓутоа кога ќе дојде време и јавно ќе позборувам за тие работи малце потранспарентно. Почитувани ви благодарам и останете со програмата на Канал 5. Благодариме на вас као